ми пишува еден бот на Фейсбук со слика од лабрадор на тоа профилната ми вика: ти, Сашо, овие емисии ги правиш затоа што ја мразиш Македонија. Не, бе, брат, не. Си има луѓе ни платени за да ја мразат Македонија. И тоа од твои и мои пари. Ние си ги плаќаме тие мразачи. А ја само во слободно време од хоби кажувам, оно што го гледам, само коментирам. Па зошто да не, бе? Власта што тие бранише непресушна инспирација, нели, за било каков коментар и критика. До вас е, бе, човек, не е до мене. Ако ова беше Швајцарија, сигурно ќе зборував за случај како оној босанец во Тоблеронето по грешка што ставил лешници наместо бадеми, па после оние алергичните на лешници зеле да се дујат комисири пред сношај, тоест да отекуваат и да се гушат, и сега осигурителните компании мора да платат за нивните маки, а босанецов ко босанец си киднал во Босна. Тоа е во нормалните држави. Мислам, а кај нас, овие копуциве на власт секој ден не изненадуваат со такви вести, што комотно може да влезат во рубриката верувале или не. Еве, на пример, од тие најлудите вести онаа дека владата го назначила познатиот Омерчо главен за навивачите на македонската репрезентација и за картите. Академски прашувам, кој е овде луд? Овие со сила не прават будали. Глумат некој панамериканизам што го нема ни во Америка. Знаете ли, бе, вие луѓе, кој е Омерчо? А? Тоа е истиот оној што работеше во кабинетот кај Артанчо, водач на навивачката група Шверцери, на широко позната по антимакедонските навивања, како на пример онаа песна на што ја пеа македонско девојче курва голема. Да, пеа, и тоа е истиот оној што го растури Македонскиот народен театар Колего Коцки на прославата на Шверцерите, како и кафулето Нью Орлеанс во Стара Скопска чаршија. Потоа го имаме главниот фраер кој вели дека за 2 години успеал да реши неколку европски проблеми кои ни европјаните не успеале да ги решат, и решил дури 5 историски личности со Бугарија. Ако мисли на Денко Малевски кој се издаде дека отсекош бил бугарин, Владо Бучковски кој го реши, не отиде у затвор, туку право посредник за ветер и магла. Парашко кој нема врска со Бугарија, ама затоа со мафијашки бугарски финти е доктор на 2 науки со 2 доктората, го реши Самил со тој што им го поклони како да му е теле од шталата. И на крај веројатно го реши барон Минхаузен со тоа што докажа дека човекот бил честна историска личност на која сите и верувале. За сите овие решенија сметам дека треба да воведеме одликување Златен Пинокио, кој треба да му се додели на премиерот со посвета дека е посебно патентиран со формулата колку повеќе лаже, толку повеќе недоделкани му веруваат. 3 милиони евра за електронски картички за српските туристи како благодарност дека Србија вакцинираше 20.000 наши сограѓани. Ке им важат само ако одат за Грција. Кој е овде луд? Повторно академски прашувам. Како прво, за тие пари можеше да купи 250.000 кинески вакцини. Како второ, наместо да им важат за Охрид, па сите да дојдат во Охрид и да остават 3 милиони евра, нели, за сите тие, нели, подобности што им ги нуди Охрид, тие им важат за Грција, која има строги услови за одмор. Што е идејава? И пак ја прашам, кој е овде луд? Мислам, да не е и ова идеја некоја на Рашковски како да се лапне провизија од електронските картички. Мислам. Деновиве, главен муабет е како со врски партиските членови на владеачките партии успеале да си вакцинираат цели семејства преку ред. Полне Фейсбукот од срцеви болни, шекераши, луѓе со автоимуно болести, оперирани, алергични на пеницилин, постари од 50 години кои се пријавиле на фамозниот сајт вакцинација уште во март месец, а некои во февруари се пријавиле и уште не се повикани да бидат вакцинирани. Ама затоа, луѓки и фраери од 30 години ставаат мемиња. И јас се вакцинирав, и јас се вакцинирав, и јас се вакцинирав, и јас се вакцинирав. И се вакцинираат цели кабинети, глумци, пеачи, новинари, се петелат, се чаталат, како се вакцинирале здрави и прави и со вакцините, брели, купувате гласови, бе. Тоа више стана перверзно и ќе прашам уште еднаш, кој е овде луд? Мислам, имате ли малце памет, бе, луѓе? Се уште умираат по 15 луѓе на ден, бе. Поп не може да испее 15 погреби на еден ден, бе. Не може толку дупки да се ископаат. А вие со вашите зелени ботови се вакцинирате уште преку ред.
Срам да ви. И на крај, овој талентираниот градоначалник на аеродром Марин, звани Тесла, кој со недели го дрндаат по медиуми дека набавувал по неколкукратно поголеми нереални цени, обвинителството на неговиот шеф мудро молчи, чекајќи да обвини некого за украдени 100 кебапи, затоа што, нели, таму се знае фиксната штета. Ако кебапче е 12 денари, се добива 3 години казна затвор. Тој Маринчо аеродромчо да ти купувал лед светилка за улично осветлување за 1200 евра комат, не баре треба космодром да осветлува. А потоа купил 1 метар цевка за 130 евра, кода е позлатена. Скали домашни купил 200 евра парче, а на децата у градинка таму им делат краставичиња, оние корнишони сеченки, оние сечени на тенко за јадење, таму за ручек им даваат корнишони. Му ги извадија сите глупости типов што ги прави и топ не го бие. Кој Ивица станал? Кај да и Тинекс ке му фукне едно дуќанче од 500 квадрати и сами себе да си плаќаат кирија и на него. Вакви вести секој ден не бомбардираат. И кој е овде луд? Пак академски прашувам. Ние. Нема кој друг да е луд. Само лудаци може да седат спокојно на толку бомбардирање со глупости. И да ви кажам, малку ние. Тоа е се за вечерва, народе. Јас сум целиот намовнат затоа што ќе повторам, Европското првенство ни се насмевнува и сигурен сум дека победата ќе струи низ вените на нашите најдобри репрезентативци. А вие сега одете право на спиење, ако можете да заспиете, нели, после ваков адреналин. А ако сепак ви успее да заспиете, сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Победнички.